Утре е приемен ден за над 400 правачења во основните училишта во Штип. Традиционално, како и секоја година, утре, ден пред почетокот од официјалниот старт на учебната 24-25 година, е приемот на правачињата на емалите во основните училишта. Нешто над 400 е бројката оваа година на правачиња, кои што ќе го започнат своето основно образование и се е во најдобар ред кога станува збор за организираност и подготвеноста на училиштето, така да се надевам дека утре ќе биде еден свечен, убав ден за новите ученици. Колкав е нивниот број во однос на лани? Последните неколку години имаме една бројка која што да кажеме е на одредено ниво, околу 400 ученици во основното училиште, така и оваа година, значи имаме еден константен број, што се провлекува низа на години. Се надевам дека и во иднина ќе го имам истиот број или пак би имале поголем број во иднина. Почетокот на новата учебна година во повеќе штипски училишта ќе донесе големи промени, бидејќи во нив наставата ќе се одвива едносменски. Одлука која ја донесе Министерството за образование, а која мотивирана е од се помалиот број на ученици. Официјално, во кои училишта ќе се одвива едносменската настава ќе се знае утре, но анализите упатуваат на следниви училишта. Она што можам со сигурност да го кажам денес е дека во основните училишта оваа година нема да имаме настава во една смена. Анализата ќе продолжи за наредната година, додека пак за средните училишта во текот на утрешниот ден ќе имате конкретни информации. Дали едносменската настава е соодветно конципирана за да се донесе подобар педагошко образовен резултат? Едносменската настава е на иницијатива пред се на Министерството за образование и наука врз база на направени детални истражувања и анализи во кои се вклучени бројни професионалци. Секако дека доколку имаме една настава само во една смена, тоа ќе влие на зголемување на концентрацијата на учениците, на зголемување на концентрацијата и на наставниот кадар, значи ќе имаме една состојба која што ќе овозможи подобар воспитно-образовен систем.